Благодарам, почитувам председател со Комисијата за надворешни работи Антонио Милошевски. Се јавив по точката за ратификација на Конвенција за елиминирање на насилство и вознемирување на полето на трудот 2019 C190. Имено причината зашто се јавив за збор е затоа што добро е да прифаќаме вакви ратификации. Тоа е еден плюс за државата, меѓутоа многу побитно според мене е истите да најдеме механизми да ги реално имплементираме во пракса и да не ги рушиме барем кога истите ќе станат составен дел од нашиот правен поредок. Имено сведоци сме во моментот се одвива општествена дебата и во Собранието на Република Македонија стигна сет на закони, помеѓу кои законот за 60-часовно работно време во текот на неделата, што според мојот длабоко убедување представува сериозно насилство врз работниците. Имено ако се согласиш добронамерно или едноставно немаш излез, не си вработен и пишеш договор на 60 часови работно време во текот на неделата, на некој начин ги ставаме потенцијално сите тие работници во многу несакано сценарио, односно јас тоа би го споредил со класично насилство врз трудот. Затоа што 60 часа работа во текот на неделата представува сериозно оптеретување за човекот. Имено направени се многу студии за оптимално работно време, поготово во тешки физички услови, а знаеме градежништвото представува еден од тие сектори каде што има тешка физичка работа, се работи на отворено, се работи со сериозни околности кои влијаат на здравјето на самиот работник и сметам дека зголемувањето на работното време повише од тоа што е оптимално и тоа е имплементирано во нашето законодавство 40 часа работна недела представува на некој начин класично насилство врз тие вработени. Во секој случај може да се дебатира дека тие луѓе ќе потпишат договори. Условно, ако според мене, не дај Боже, се усвои тој закон, меѓутоа, често пати луѓето не знаат на што се изложуваат. Затоа што вие во ситуација кога немате работа и кога ви треба екзистенција за вашата фамилија, за обстојување, за прехрана на фамилијата, за школување на децата и така натаму, различни ситуации во секоја фамилија, вие сте принудени да прифатите тоа што ви се нуди. И сигурно тоа би било и за соодветна финансиска надокнада, меѓутоа замката во која влегувате може сериозно да понатаму отвори сериозни последици врз здравствено-психичката состојба со тие работници. Вознемирување исто така представува и тоа што работникот во секој случај може да даде отказ, нели? Тоа е една од правата на работниците. Меѓутоа, повторно го имате моментот што ако дадете отказ, повторно останувате без работа и повторно ви се ускратува можноста да допринесете за себе, за својата фамилија, за своите деца. Значи, ќе постои силно вознемирување, антагонизам помеѓу тие вработени луѓе кои би прифатиле такво 60-часовно работно време во текот на неделата, односно како да се откажат, односно како да се појават дома. Едноставно ќе бидат уквалификувани како луѓе кои можеби ќе бидат перципирани како луѓе кои не сакат да работат, а едноставно не можат да физички, здравствено, психички издржат на таков тип на работа. Затоа сметам дека многу внимателно треба да одиме со овие ратификации и да ги имплементираме, уште повеќе затоа што чувствувам вознемиреност и кај синдикатите. Еден друг закон каде што
се најавува за работни односи, силно се суспендираат колективните договори. Па имаме реакција, вознемирување кај синдикатите, едноставно тоа го видовме кај Законот за шумска полиција, амблок се суспендираше колективниот договор, нешто што е стекнато право на работниците, вака со законско решение, со кревање на 61 со 61 глас се поништи колективниот договор, односно се суспендираше. Исто се случи и со колективниот договор за култура. Дури со тоа што го видовме како некој драфт текст за законот за работни односи, едноставно целата плата треба да се уреди со закон. Тоа значи целосно суспендирање на колективните договори и на некој начин вознемирување на вработените затоа што ги изгубат стекнатите права согласно колективни договори, што секако не е добро за самите синдикати, а со тоа и за нивните членови, односно вработените. Со оваа конвенција во член 6 се потенцира да се избегнува, односно да се регулира согласно македонското законодавство недискриминацијата, односно да се воспостават еднакви права на сите вработени. За жал и по однос на овој член имаме некако нарушување на работните односи, на состојбата со трудот во Република Македонија. Имено ова што се предлага 60 работни часа во текот на неделата би се однесувало на сите вработени во еден одреден проект, тоа е коридор, изградба на коридорите од автопатиштата 8 и дел од коридорот 10. На некој начин со тоа, ако тоа се усвои, ги ставаме овие вработени во дискриминирана состојба, затоа што останатите вработени ќе важат едни закони, односно ќе важи таа 40 часовна работна недела која е согласно позитивното македонско законодавство, меѓутоа нема да важи за овие вработени кои ќе морат уште од старт да потпишат 60 часа работа во текот на неделата. Дискриминација направивме и со недела неработен ден. Имено за едни вработени, да речеме од трговијата, важи законот недела неработен ден, меѓутоа не важи за вработените во моловите. И тука имаме дискриминација. Сега, ако сакаме да ги заштитиме вработените, тогаш треба за сите да не важи. Ако веќе дозволуваме одредени субјекти да работат во недела, тогаш правиме дискриминација, за едни важи законот, за други не важи законот. Тоа е типичен пример за дискриминација и веќе од дистанца гледаме дека во позадина се тешки бизнис интереси на големите молови кои ги суспендираат сите помали трговски ланци, продавници и така натаму, и тука едноставно се стави законот преку дискриминирање на вработени во интерес на бизнис интереси на одредени субјекти, што повторно е контра тоа што сега треба да го ратификуваме во оваа конвенција, односно да не дозволиме дискриминација на работниците. Да не должам многу, во член 9 став Б, односно член 9 се занимава со насилство врз вработените и во ставот Б се гарантира безбедност при работа. Значи, ова е повторно еден сериозен член кој сериозни индици имаме дека ќе биде загрозен, затоа што, верувајте, да работите на отворено, градежнички работи 60 часа во тек на зимото представува сериозна опасност за безбедноста при работа. Едноставно, ќе ги ставиме овие наши македонски граѓани, било кои вработени, пошто не правиме дискриминација ни на домашни, ни на вработени од странство, ќе ги ставаме во сериозна безбедносен ризик, односно можни последици по нивното здравје, психофизичка состојба и така натаму. И повторно ќе кажам, луѓето едноставно ќе прифатат се за да имат екзистенција и каков таков пристоен живот. Меѓутоа, тоа што ќе го прифатат не смее да биде
на некој начин регулирано со закон во спротивност со интересите на тие вработени и да ги доведеме законски во опасност овие вработени. Секако тоа не е интерес на државата, туку треба да обезбедиме начин како тоа да се реши. Може би двосменско работење, за истите пари да се ангажираат двојно повише работници, наместо да ги доведеме работниците во несакана ситуација. Член 10 повикува на тоа македонското законодавство, член 10 од оваа ратификација, да обезбеди правна заштита на вработените. За жал, имаме две контрадикторни судски одлуки. Мислам, една судска одлука и една лоша пракса. Имено, во однос на ова работење 60 часа во текот на неделата, ние имаме одлука на Уставен суд, која е составен дел од македонското законодавство, од нашиот правен систем, и тоа на некој начин елиминира вакво решение, а ние сега повторно го нудиме како законско решение. Сметам дека овие работи едноставно не се производ на нашите желби и нашите размислувања. Овие се работи кои се уредени и во државата со нашето законодавство, меѓутоа и генерално на меѓународно ниво со конвенциите кои ги ратификуваме, затоа што работничките права се заштитени. И сега ако нашиот суд, Уставен суд, донел таква одлука, а ние упорно бараме решение кое е контра таа одлука, сметам дека само допринесуваме за неимплементација на вакви конвенции и несериозност на нашата држава, односно прашање на време е кога ќе не исклучат од тие текови, затоа што не ги почитуваме истите. Силно ја поддржувам оваа конвенција, оваа ратификација, овој предлог закон, меѓутоа дајте да најдеме механизми тоа да го спроведуваме во пракса. На крај, да не должам многу од времето, трагикомична беше ситуацијата кога со закон за работни односи сакавме баш на судиите да и продолжиме пензионирање, и тоа селективно. На едни да важи, на едни да не важи. Премногу дискриминација, премногу нееднаквост, премногу незаштитени работнички права, едноставно се контра ова што денес го носиме како одлука, секако ќе го донесеме, меѓутоа да обезбедиме и механизми тоа да го почитуваме во пракса. Тоа ми беше накратко, без да го обременувам состанокот и комисијата со многу дебата, меѓутоа мораме да ги почитуваме овие конвенции кога веќе ги носиме и ратифицираме. Благодарам.